Семејното насилство веќе не е тајна која се чува меѓу четирите ѕидови на домот. Жртвите се почесто се охрабруваат да проговорат за своите проблеми во семејството, посочи Душко Миновски, државен советник во Министерството за труд и социјална политика, на трибината за семејно насилство во Тетово. Ние викаме сега дека можеби заради тоа што веќе има една декада од она што значи промовирање јавно и дефинитивно, значи благодарение на пред се на здруженија на организациите на граѓански здружениите што работат на ова поле за сузбигање на семејното насилство. Во тој контекст значи веќе 10 на години се работи стратегија, имаме две и така натаму денес ги промовираме и најважното е тоа што веќе конечно носиме единствен закон кој ќе го третира семејното насилство, значи граѓаните се охрабри и можеби заради тоа делува дека можеби е зголемено семејното насилство и тој феномен ние имаме само амбиција да го искорениме, а многу тешко ќе иде, меѓутоа не ни дава за право па да се откажеме. Напротив, мораме максимални обиди да се направат. Владата прави се во своја рака. Значи се носи, имаме систем, имаме закон, еве се носиме нов закон кој што единствено значи ќе ги препознае сите субјекти кои што се должи. Веќе нема да можеме да имаме простор да речеме, знаете што ние од социјалата, еве МВР не реагираше, другите ќе речат од МВР социјала или судството или здравствените работници и така натаму. Веќе мораме да реагираме ефективно, брзо во контекст на заштита на жртвата на семејно насилство и во тој контекст тогаш веќе насилниците мислам дека генерално би требало да се приспитаат затоа што и казните се преголеми и кривичните пријави и отстранувањето од домот и така натаму има доста новини што треба да се презентираат. Жените најчесто се жртви на семејно насилство. Не без причина, значи ние кога се структурираше новиот закон, се земаат искуства, што е логично затоа што ние се уште сме во позиција на хармонизација на нашето законодавство со европското. Австрискиот модел беше најдоминантен и покрај тоа, значи, странските искуства, светските искуства упатуваат дека и во 21. век за жал жената е се уште таа што е најдискриминирана, нели? Секој се тука и децата, дали се активни или за жал пасивни приматели, кога гледа дека родителот, таткото ги ја малтретира нивната мајка. Имаме и мажи кои што се јавуваат, меѓутоа тоа е многу помала бројка и затоа самиот закон има провејува контекстот на родово е базиран, особено од аспект на тоа дека навистина жената преку 80% се уште е малтретирана од сите аспекти. Внесуваме значи во дефиницијата и две нови категории, кои што е економското насилство, кои што е демнењето, покрај физичкото, психолошкото и сексуалното, така да во тој контекст значи денеска мислам дека Унијата на жени направи добар речек, добар повод да го доближиме пред се до сите граѓани, значи и мажите, жените, џабе само на жените го говориме ако направиме промена и кај другите и да во тој контекст разбереме дека ние упатените што сме во вонбрачни, во брачни заедници, во повеќе генерацијски семејства и така натаму, имаме врска да си помагаме ни со други, да си даваме поддршка. Меѓутоа онамо каде што има непремостливи проблеми, дека има институт развод, не мора да сето тоа да иде насилно, по секоја цена со правење на различни сценарии и така натаму се применува сила и не знам какви психолошки забрани, или еве демнењето е интересен термин кој ќе го промовираме, да имате чувство дека постојано некој ве следи, дали идете на работа, во продавница, дали идете можеби во другата соба во куќата и така натаму, идете на службен пат, некој ве демне цело време, катастрофа. Такво нешто веќе во денешно време не би требало да биде дозволиво и ние дефинитивно препознавајќи го тоа се донесе законот новиот и така натаму има серија на мерки кои ќе ги премениме за да го намалиме тоа на најможна минимална граница. Насилникот во семејството најчесто физички ја малтретира жртвата. Меѓутоа евидентно е дека физичкото можеби доминира во руралните средини, па и во градските, психолошкото е тука, земните, значи имате се оставува да ви каже некој се жените подобро да му удреше 2-3 шама, колку да ме навредуваат цело време да вика ти си за никаде, ти си кај те најдов, што те најдов и така натаму, значи се зависи од нијанса. Никој нема право, значи не без причина, сега ќе влезам во контекстот на дискриминацијата. 48 е донесена таа универзална декларација човекови права, каде што вика за сите граѓани во големото семејство глобално, да речеме светот, вика сите се раѓаме со права и со слободи. Никој нема право, па и најблиските, значи партнерот, родителите, децата и обратно ние кон нив и така натаму, да им го нарушиме личниот интегритет. Може да се даваме поддршка, нема право да влеземе во мојот простор, ако му дозволам да. Така да човекот е ставен во фокус, значи жената, мажот, децата, возрастните, хендикепираните, сите лица и можеме само или ќе имаме толеранција и разбирање, ќе развијаме емпатија кон нив или па на крајот клучето ќе иде кон формално правно рачистување на состојбите кои што ќе донесат сепак до одредено квалитетно живење.
Од поединецот до институциите, сите треба да се вклучат во сузбивањето на семејното насилство. Голема улога тука играат и медиумите. Еве, вие медиумите, например, секоја чест на исклучоци, меѓутоа имаме многу често од сензационалистички побуди, да кажеме да се прикаже состојба да се дојде во некое село или во пред некоја зграда и да се каже лицето е не направи вако и вако. Значи мора да се зашити, тоа ќе го кажеме, интегритетот првин на жртвата, па и на насилникот, особено затоа што тие имаат и деца. Во тој контекст, значи, тука мораме секој степ и степ, што ви кажат, чекор по чекор да растеме. Второ, не може секој владата да се покажа, само владата да презима чекори. Каде е локалната самоуправа? Секој чест, убаво, еве, Тетово, Скопје, посебно и така натаму, тоа повторно, значи, кружи текови, се средуваат улиците, канализација, осветлување, сето тоа, мито мора да се дзирне во семејствата, да се види семејните заедници дали евентуално имаат одреден тип на проблеми, а има алкохол, има дрога, има насилство, има хендикеп, а во семејството присутно е да речеме аномалија, еден куп, значи имате деца со аутизам, за прв пат слушаме, со храбри родителите да ги пријават. Сето тоа дава предизвик ние како декларирани во уставот како социјална држава да посветиме внимание за едно дете, камоли за повеќе. Така да во тој контекст и на крајот кршта може би како генерална порака, сето ова е во ред, убаво е кажано, може строчено и така натаму, ако не направиме лична промена. Сите ние денес што ќе чуеме, јас самиот што ќе го говорам тоа и така натаму, ако нема кај мене лична промена, значи не само ова да го кажам декларативно, туку вистински да се однесувам така, тогаш ќе џабе. Ако речеме дека треба се одржува природата, хигиената и така натаму, јас излезам прв и фрлам, не е тоа, ако зачувам личето во джебот, значи ќе го фрлам полека влијам на себе си и останатите до мене што си така натаму. На тој начин можеме по систем на крвни садови да се влие, да се подига свесност и да можеме да кажеме дека конечно идеме кон она цивилизирано, коректно, демократско општество. Трибината за семејно насилство ја организираше Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ при Општинскиот комитет во Тетово, а на оваа тема пред присутните се обратија Душко Миновски, државен советник во Министерството за труд и социјална политика, и Драге Саревски, инспектор по семејно насилство и малолетна деликвенција при СВР Тетово.